Каква ќе биде судбината на Таравари во владата ќе се знае по средбата со премиерот, која е најавена да се одржи по 1 мај, а во пресрет на неа лидерот на третиот владин коалиционен партнер ЗНАМ, Максим Димитриевски, излезе со дециден став. Не гледа место во владата за било кој што јавно и тајно соработува со ДУИ. Вие во политиката не можете да седите на две столчиња. Како што и во емисијата не можете да бидете ни водител ни гост. Или можете да бидете водител, или можете да бидете гост. Така и во политиката. Ставот на ЗНАМ по однос на оваа прашање е дека секој еден, не само господинот Таравари или било која политичка партија, која што има отворена или затворена комуникација со нереформираната ДУИ и директна или индиректна соработка, за нас како политички субјект е неприфатлив да биде составен дел на владиното мнозинство. Намерата на Таравари е да остане во владата и покрај разидувањето со вреди, но порача дека не му е проблем да одати во опозиција ако така одлучи премиерот. Доколку тоа биде случај, коалицијата вреди би останала со 9 пратеници, наспроти 23 опозициски на Европскиот фронт и Таравари, што ја отвора дилемата дали власта ќе може да обезбедува Бадентерово мнозинство кое и сега е на граница. Според политичкиот аналитичар Владимир Божиновски, сепак овие математики нема да и креираат проблем на владата, ако се земе предвид искуството од минатото кога партиите постигнувале договор. Прво имаме опција Алијанса на албанците на господинот Арвен Таравари да остане дел од владата. Втора опција можно е они да отидат во опозиција, но некој друг сегмент или можеби помала политичка партија која што е сега во опозицијата да стане дел од владата. Потоа има опција и одредени пратеници кои што може да делуваат како независни да дадат поддршка на владата, а најмалку веројатна ми опцијата да владата да остане без Бадентерово мнозинство. Превирањата во владината коалиција започна откако Таравари донесе одлука наместо заедно со Меджиди, Касами и Ибраими на локалните избори да оди со свој советнички листи. За вториот круг пак не ја исклучи можноста за коалиција ниту со ДУИ, а неодамна откри дека на темава разговарал со Али Ахмети.